Трето издание на Дневникот за денес. Добро вечер. Со најновите информации од регионот Македонија и светот започнуваме веднаш по кратката најава. Останете со нас. Отворен дневен центар за слепи лица во Велес. Од петок до недела, Велес векани на пита, вино и добра забава. Општина Неготино ќе се гасифицира во првата фаза на проектот гасификација на Република Македонија. Во Велес се отвори првиот дневен центар за деца со оштетен вид и слепи лица. Овој проект го реализира Министерството за труд и социјална политика во соработка со локалната самоуправа. Министерот Диме Спасов потенцираше дека отварањето на овој центар ќе им биде од помош на децата со оштетен вид, но и на нивните семејства. Со инвестиција од Министерството за труд и социјална политика и општина Велес се отвори првиот дневен центар за деца со оштетен вид и слепи деца. Министерот Диме Спасов, кој заедно со градоначалникот Славчо Чадиев ја пресекоа лентата, напомена дека отварањето на овој центар ќе им биде од помош на децата со оштетен вид и нивните семејства. Во моментов 12 деца се заинтересирани да го посетуваат, а истиот има капацитет за вкупно 25 деца со оштетен вид или целосно слепи деца. Имаме ангажирано лице кое што работи во дневниот центар за слепи дечиња во Скопје, кој што ги учи да свират на музички инструменти, да пишуваат на машини за Брајево писмо. И тоа лице ќе биде ангажирано неколку денови во неделата за да држи часови по овие предмети, како и за ориентација во просторот. Покрај овој проект, 50 аудиокниги од едицијата Звезди на светската книжевност добија лицата со оштетен вид како проект на Министерството за социјална политика. Ресорното министерство континуирано работи на зголемување на фондот на аудиокниги на македонски јазик. Вкупно 160 аудиокниги се снимени и доделени на Националната библиотека Климент Охридски и Националниот сојуз на слепи лица. На веб страната на Националниот сојуз на слепи лица веќе се ставени поголемиот број на наслови на аудио книги и можат да бидат достапни покрај во CD, исто така и на веб страната на Националниот сојуз, и со тоа пристап да имаат сите лица слепи кои што имаат потреба или пак кои што сакаат да ги слушнат овие аудио книги од една страна, од друга страна пак и секој оној кој што сака да се запознае со овој наш проект кој што е хуманитарен и пред се добродетелен, може да ги слушне овие аудио книги. Од Сојузот за слепи лица пак велат дека соработката и поддршката од страна на Министерството и владата е од големо значење за нив. Председателот Жарко Седловски истакна дека мерките и проектите кои се наменети за слепите лица се од голема помош, што во процесот на социјализацијата, што во олеснување на секојдневните обврски. Само би сакал да кажам дека има од градоначалникот големо разбирање и за нашето здружение кое што е у Велес, каде што минатата година доби штампач на Брајево за да се штампаат книги на Брајево за слепите лица. Исто така драго ми е посебно што се отвори уште еден дневен центар за дечињата наши кои што ќе се зближат и ќе се згрижат тој дневен центар и ќе им помогнеме на родителите. Проектот за аудиокниги Министерството го чинеше околу 3 милиони денари. Министерот Спасов се надава дека до 2016 година бројот на аудиокниги би се зголемил на 700. Неодамна тие го воведоа и недоместокот од 7.000 денари месечно за потполно слепите лица. Министерството за транспорт и врски со интензивни проекти за реконструкција на патната инфраструктура. Предвидени буџетски средства за 2016 година за изградба и на социјални згради, водоводи и канализација. Ке се обновува 160 километри автопатска мрежа, ке се рехабилитираат и регионални и локални патни правци.
2 милиарди денари од буџетот за 2016 година за проекти на Министерството за транспорт и врски. Со средствата ќе се реализираат проекти од патната и железничката инфраструктура, изградба на социјални згради, водоводи, канализации, како и пешачки патеки. Предвидено е завршување на веќе отпочнатите капитални проекти, како и започнување на нови, предходно предвидени реконструкции. Според изјавите на министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски, во тек е изградба на околу 160 километри нова автопатска мрежа, инвестиција од околу 800 милиони евра. Во октомври ќе започне обнова на автопатот Смоквица-Гевгелија со должина од 10,15 километри со вредност од околу 7 милиони евра. По обнова на делниците Куманово, Миладиновци и Требениште Струга за 2017 година предвидена е рехабилитација на автопатска делница Неготино Демиркапија во должина од 8 километри. Според информациите од Министерството за транспорт и врски, во тек е обновата на 6 регионални патни правци во должина од 73 километри, во што ќе бидат вложени 10 милиони евра. Ќе се реконструираат и 46 локални патишта во 36 општини во вредност од 7,2 милиони евра. До сега се завршени 26 локални патни правци, а во тек е реконструкција на 17, со инвестиција вредна 25 милиони евра. До првиот квартал на 2016 година ќе бидат испорачани вкупно 6 возови, со што ќе бидат заменети 60% од возниот парк на македонски железници. Започна 12-тата поред Велешка питијада. Годинава рекордни 37 учесници. Винариите и угостителите најавуваат гастрономска понуда. Ке се конзумира производ стар неколку века. Организаторите велат бројот на музичките гости е потврда и за забавата која во овие 3 дена ќе се случува во Велес. Сите патишта во Македонија од денес водат кон Велес, местото каде по 12 пат се одржува фестивалот на виното и питата Велешка пастрмалијада. 37 угостители и винарии се досега рекорден број на учесници на фестивалот. Организаторите очекуваат добра забава. Можам да кажам дека ќе имаме 3 добри дена, 3 прекрасни дена каде што ќе се конзумира она што е најстаро во Република Македонија со записи од 1869 вистинската пита пастрмалија. Ние сме подготвени да ги пречекаме сите заинтересирани гости што ќе дојдат и од Велес, од Повардарието, но и од цела Македонија, кои се најавуваат во голем број. Угостителите и винариите не го кријат оптимизмот дека годинава очекуваат да е надминат минатогодишната продажба на пити и вино, а и посетителите исто така имаат големи очекувања. Мислам дека ќе биде преубаво. Да биде весело, да си помине убаво народот, да ги запамтиме деновите у годината. Доста гости, добра забава, уживање и се најубаво. Оваа култна манифестација за велешани е белег на старата македонска кујна. Само тука е задржана традицијата на подготовка на специјалитет со овча пастрма. Според пишаните документи, првата пастрмајлија е направена во далечната 1869 година. Сите иматели на бесправно изградени објекти во Демиркапија најдоцна до 31 декември да достават елаборати за легализација на дивоградби. Ова важи за сите физички и правни лица кои имаат поднесено барање за утврдување на правниот статус на бесправните објекти, а се уште немаат доставено геодетски елаборат. Со недоставена документација, бесправните објекти нема да се легализираат. Подетални информации може да се добијат кај надлежните служби во општина Демиркапија секој работен ден од 8:30 до 16 часот. Општина Неготино дел од проектот гасификација на Република Македонија. Станува збор за изградба на магистрален гасовод кој ќе се гради од Штип до и преку Неготино до Битола. Со кредитни средства од 90 милиони евра ќе се изградат вкупно 204 километри гасоводна мрежа. Општина Неготино ќе се гасифицира во првата фаза од реализацијата на проектот гасификација на Република Македонија. Станува збор за дел од изградбата на магистралниот гасовод од Штип до и преку Неготино до Битола. Проектот ќе се спроведува со обезбедени кредитни средства од Deutsche и Erste Bank во висина од 90 милиони евра со рок на отплата од 7 години и грејс период од 3 години.
Со овој кредит ќе се изградат 36 километри гасовод од Штип до Неготино, потоа 92 километри од Неготино до Битола и 76 километри од Скопје преку Тетово до Гостивар. Проектот ќе овозможи достапност на природниот газ до населението, како конкурентен и еколошки чист енергенс до стопанството, индустријата и домакинствата. Со оваа капитална инвестиција ќе се придонесе и за обезбедување стабилност во снабдувањето со енергенти. Првата приоритетна фаза се планира да се реализира во периодот од 2015 до 2019 година. Остварениот проект ќе овозможи економски и социјални придобивки на населението, но и унапредување и заштита на животната средина со поголема искористеност на природниот газ. Прводеленците од Основното општинско училиште Блаже Конески влегоа во детската организација. Учениците од ова училиште со пригодна свеченост ја одбележаа детската недела. Со пригодна свеченост во поливалентниот простор на Општинското основно училиште Блаже Конески, а на тема "Сите деца на светот се исти", беше одбележена детската недела. Пред своите родители, наставници и представници на локалната самоуправа дадоа свечена заклетва и изведоа културно-уметничка програма. Со низа активности во текот на една недела. Значи имаше театарска представа, имаше литературен и ликовен конкурс на тема "Сите деца на светот се исти". И еве денешниот ден со свечената заклетва на учениците. Тоа е еден свечен ден во кој што учениците званично влегуваат во детската организација. По повод неделата на детето од 5 до 11 октомври во земјава се одржуваат низа настани, чија цел е децата да ги научат начините и методи со кои можат да ги промовираат детските права и интеркултурната комуникација. Во спомен костурницата во Велес свечено беа одбележани 74 години од Денот на народното востание на македонскиот народ и Денот на борецот 11 октомври. Во таа чест, градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев, општинската организација на Сојузот на борците, како и представници од командата за обука и доктрини од Велес, им одадоа почит на загинатите борци. 74 години од Денот на востанието на македонскиот народ и Денот на борецот 11 октомври. По тој повод, во спомен костурницата во Велес, градоначалникот Славчо Чадиев и општинската организација на Сојузот на борците од Велес им одадоа почит на загинатите борци. На настанот учествуваа и бројни делегации, а председателот на општинската организација на Сојузот на борците се надева дека овој настан ќе прерасне во традиција и ќе продолжи во иднина. И сакам да оставам еден печаток, ја не сум борец, нормално, јас сум роден тогај, али сепак оваа традиција сакам да ја продолжи и да биде сепак. Мислам, ова е големо значење, големо историско, мислам, значење, тоа е за Велес, посебно ете за костурницата се борам секогаш и за спомениците у Велес имаме разбирање со градоначалниците, мислам дека ќе ги направиме, ќе ги обновиме, да сепак местото кај што им е нив да се постават тие споменици. По повод празникот 11 октомври, општинската организација на Сојузот на борците им додели награди на најуспешните ученици од основните и средните училишта од Велес за напишаните творби со кои потоа се представија. 11 октомври е ден на народното востание на Македонија, а со тоа започнала и борбата за ослободување на македонскиот народ. Бројот на превезени патници на двата македонски аеродроми во првите 9 месеци од годинава зголемен за 20%. Председателот на Република Македонија во посета на Софија. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов го посети културно-информативниот центар на Македонија во Софија, кој годинава одбележува јубилеј 10 години од функционирањето, пренесува Мија. На средбата со директорот на центарот Васко Шутаров, председателот Иванов беше информиран за дејноста на КИЦ. Шутаров посетата на председателот Иванов на Македонскиот храм на културата во Бугарија ја смета за охрабрување на културната дипломатија и поддршка на нивниот 10 годишен труд и постоење во Софија.
Преку 350 културни настани во изминатиот период се реализирани во Софија. До крајот на годината тие ќе бидат домаќини на уште 3 изложби, 2 музички настани, а на крајот на годината ќе бидеме представени на сајмот на книгата во Софија. Директорот Чутаров на председателот Иванов му подари врамен плакат посветен на 10 годишнината од функционирањето на културно-информативниот центар на Македонија. Инвестициите на житните култури и подготвувањето на нови овошни и лозови насади ќе може да се кофинансираат од ИПАРД-2 фондовите. Условите за користење на ИПАРД средствата се променети. Во новата програма средства ќе има и за производителите на житни и фуражни култури и за нови насади. До 70% поголемо кофинансирање ќе има и за инвестиции во планинските подрачја и за млади земјоделци. За вложување во животната средина, за ракување со ѓубриво, биоенергија се добиваат дополнителни 10%. Прифатливите трошоци се од 3.000 до 1,5 милиони евра. Регистрирано е зголемување од 20% на бројот на превезени патници на двата македонски аеродроми во првите 9 месеци од годинава, во споредба со истиот период лани. Скопскиот аеродром Александар Велики и Охридскиот Свети Апостол Павле до септември оваа година превезле повеќе од 1 милион патници, информираат од ТАВ Македонија. Овие зголемувања се должат на маркетинг политиката на ТАВ Холдингот за привлекување на нови авиокомпании, поддршката на владата за нискобуџетни авиокомпании, како и се почестото присуство на странските туристи во државава и младите кои сакаат да посетуваат нови дестинации, изјави Зоран Крстевски, директор на ТАВ Македонија. Тој додаде, зголемениот интерес на граѓаните од соседните држави за патување преку Скопскиот Александар Велики го ставаат како главен центар меѓу аеродромите од регионот. Најфреквентна дестинација на овој аеродром и понатаму останува Истанбул со 14,4% пазарен удел во вкупниот сообраќај. Зголемен број на џихадисти во САД, Европа мора да ги подобри врските со Русија и затоа не сме да дозволи да одлучува Вашингтон, смета председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер, вести од светот. Председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер изјавил дека Европа мора да ги подобри врските со Русија и не смее да дозволи за тоа да одлучува Вашингтон. Европската унија минатата година се приклучи кон САД во воведувањето на санкции кон Москва по припојувањето на Крим со Русија, а санкциите беа дополнително заострени по интензивирање на судирите во источна Украина. Откако рускиот председател почна со бомбардирање во Сирија, врските меѓу Москва и Западот дополнително се ослабнати. Москва тврди дека незините авиони гаѓаат цели на Исламска држава, додека Западот верува дека цел се противниците на сирискиот председател Башар ал-Асад. Јункер нагласува дека тензиите мораат да бидат ублажени, иако тој став не е сосема популарен. Јункер потенцирал дека мора да се направат напори за да се остварат практични односи со Русија. Со значително зголемување на бројот на кандидати џихадисти на своја територија се соочуваат Соединетите Американски држави. Нивната просечна возраст е се помала, а делот на жените меѓу нив се зголемува. Идентификувањето на луѓето кои се привлечни од приврзаниците на Исламска држава на интернет е предизвик еднаков на барање игла во сено со големина на државата. Изгледа дека на пораките на социјалните мрежи се поподложни се помладите, се повеќе девојчиња, односно припаднички на женскиот род под 18 години. Во текот на летото следевме десетици лица на целата територија на Соединетите Американски држави деноноќно и ги осуетивме плановите на многумина од нив, изјавил директорот на FBI Джеймс Коми. Случаите со кандидати џихадисти се зголемени на десетици минатата година, а нивниот број е двојно зголемен во 2015 година, која се уште не е завршена. Откако ги протера бунтовничките групи од неколку позиции, радикалната групација Исламска држава успеа да се приближи до Алепо, вториот по големина град во Сирија, соопштува Сирискиот центар за мониторинг на човековите права. Исламска држава никогаш не била толку близу до Алепо. Ова е најголемото приближување до некогашната економска престолнина на Сирија, изјавил директорот на центарот Рами Абдел Рахман.
Борците на Исламска држава влегле синоќа во жестоки судири со бунтовничките групации за контрола на 3 населени места и воената база, која е под контрола на бунтовниците од 2012 година. Во квалификациите за Европското првенство Македонија вечерва ја пречекува Украина. МЗТ Скопје загуби уште еден надпревар во регионалната АБА лига. Домашен спорт. Вечерва фудбалската репрезентација на Македонија ќе го одигра својот квалификацијски надпревар за Европското првенство. Нивни противник е селекцијата на Украина. Ова ќе биде и последен дуел на нашата репрезентација на домашен терен, а нивна примарна цел на овој меч е да дојде до позитивен резултат, бидејќи на 2 кола до крајот на квалификациите Македонија се наоѓа на последната позиција на табелата зад Луксембург. Ова воедно ќе биде и последен надпревар на домашен терен за капитенот Томе Пачовски. Покрај овој дуел во нашата група ќе бидат одиграни и мечевите Словачка, Белорусија и Шпанија, Луксембург. Сите надпревари ќе започнат во 20 часот и 45 минути. Актуелниот кошаркарски шампион на Македонија МЗТ Скопје загуби уште еден надпревар во регионалната АБА лига. Тие на мини турнејата во Србија овој пат беа поразени од екипата на Мегалекс, а мечот заврши со резултатот 82:70. Играчот на надпреварот беше Предраг Самарџиски, кој мечот го заврши со дабл-дабл учинок од 22 поени и 10 скокови. Ова е втор надпревар во серија во кој металците имаа водство во текот на целиот меч, а на крајот сепак доживеа ја пораз. Следниот дуел на МЗТ во АБА лигата е на 13 октомври на домашен терен против Игокеа. По повод Светскиот ден на белиот стап 15 октомври, кој е символ на слепите лица, Спортската федерација на слепи лица организира државно првенство во голбол. Ова првенство ќе започне денес, а ќе трае до недела. На голбол надпреварите покрај слепите учество ќе можат да земат и лицата со оштетен вид. Годинешното издание на голбол ќе се одржи во средното училиште Кирил и Методи од Неготино, а на истиот ќе учествуваат тимови од 8 градови во Македонија, меѓу кои е екипата на државното училиште за лица со оштетен вид Димитар Влахов од Скопје. Синоќа беа одиграни 8 надпревари од квалификациите за Европското првенство. Вечерва ќе бидат одиграни уште 9. Во Јужна Америка започнаа квалификациите за Светското првенство. Бразил и Аргентина поразени. Во текот на вчерашниот ден беа одиграни 8 квалификацијски надпревари за Европското првенство следната година. Фудбалерите на Република Ирска го направија најголемото изненадување, откако на домашен терен минимално ја победија Германија со 1:0. Оваа победа за ирците значеше и пласман на шампионатот. По победата на Португалија против Данска од 1:0 и тие го осигураа својот пласман на Европското првенство. Во најинтересниот дуел вчера Србија на гости ја победи Албанија со 2:0. Србите двата гола ги постигнаа во судиското надополнување на второто полувреме. Во останатите надпревари Грузија Гибралтар 4:0, Унгарија Фарски острови 2:1, Северна Ирска Грција 3:1, Романија Финска 1:1 и Шкотска Полска 2:2. Вечерва ќе бидат одиграни уште 9 надпревари. Во Јужна Америка изминатата ноќ започнаа квалификацијските надпревари за пласман на Светското првенство 2018 што ќе се одржи во Русија. Во најатрактивниот дуел, актуелниот освојувач на Копа Америка, репрезентацијата на Чиле со 2:0 го совлада Бразил. Аргентина пак без Меси на домашен терен загуби од Еквадор. Крајниот резултат на овој меч беше 0:2. Во останатите надпревари Боливија Уругвај 0:2, Колумбија Перу 2:0 и Венецуела Парагвај 0:1. Променливо облачно време со повремени сончеви периоди имавме денес. За утре метеоролозите најавуваат нестабилно време проследено со врнежи од дожд.
Ова беше последната информација за денес. Јас ви посакувам пријатна вечер.